Добар ден. Добар ден. Драго ми е што покажете. Знам што сте завршиле, сега ќе ви... Одлично. Браво. Ајде, сега се. Областта лексикологија на македонскиот јазик. Ова е една од картотеките, постојат и уште 3 картотеки во институтот од областта историја на македонскиот јазик, од областта диалектологија на македонскиот јазик и од областта на ономастика. Лидија Тандуровска и магистер Марија Пандрева од Институтот за македонски јазик, господинот и директорот на Импулс и колегата. Овде е дигитализирана целата картотека на Институт за македонски јазик. Од прв ден до сега. Сега може да се користи за истражувања, за речници, пишување, за корпус, која е следно што ќе правиме, тука ни треба фейк, а они имаат добар кадар тоа да го направат. Така да... Му мислел 20 години да се направи и се направи. Се побори министерката? Да. Така, 20 години ова ми се има... институтот, така е. Ова 20 години сум го мислел да го направим и го направим. Ето. 425 микрофилмови, односно 4.350.160 уникални ракописи. Покрај микрофилмовите извршено создадени дигитален формат од истите што ќе видиме подоцна. Може да отвориме еден микрофилм да видите како изгледа. Браво. Конзервација на материјал. На микрофилм се постават и тие живеат 500 години. Може да се вратат во дигитална форма со апарат кој што ги чита микрофилмовите и да се реупотребува. Ако има потреба, пошто веќе создадено дигитална. Да, средбата со колегите од институтот. По 3.17. Целокупното творештво на Блаже Конески го имаме во картотеката на толковниот речник на македонскиот јазик, кому му одбележувавме 100 години пред минатата година, и целокупното творештво на Ацо Шопов, кому што годинава одбележуваме 100 години, исто така го имаме во тие картотеки. Во картотеката конкретно на толковниот речник е творештвото на сите современи автори, но и на сите автори од 20-тиот век. Па би рекли дека дел и од 19-тиот, зашто? Затоа што таму имаме народното творештво, народната поезија, народната проза и глаголите. Потоа имаме картотека на црковно-словенскиот јазик со македонска редакција. Во овие картотеки се текстови кои што се пишувани од 14-тиот век па наваму и нашите колеги научници, одејќи по светот, ги имаат обезбедувано материјали кои што потоа ние тука ги имаме и врз основа на тие материјали се работат книгите од областта на и речникот од црковно-словенскиот јазик со македонска редакција. Во институтот од бројни истражувачи, студенти и љубеници во јазикот. Со овој комплексен проект, кој се реализираше со средства на Министерството за култура и владата преку Фондот за иновации и технолошки развој, направивме историски зафат за да спасиме непроценливо богатство. Проектот за дигитализација на картотеките во Институтот за македонски јазик е малотрпен, но исклучително важен потфат. Купно чини 14 милиони денари, кофинансирањето од ФИТЕР е 9 милиони денари и кофинансирањето од Министерството за култура е 5 милиони денари. Значи вкупно 14 милиони денари е поддршката за овој. Годинава кога одбележуваме 70 години од основањето на Институтот за македонски јазик и 120 години од издигувањето на книгата за македонските работи на Крсте Петков Мирсирков, со огромна чест и задоволство може да соопштам за завршениот капитален проект дигитализација на картотеката на македонски зборови, кој се реализираше, како што кажав, точно една година. Успеавме трајно да зачуваме од уништување над 5 милиони записи со стари македонски зборови, диалекти и записи кои се дел од нашето духовно богатство. Овие записи со изворни македонски зборови и изрази од периодот на 14-тиот и 15-тиот век се внимателно собирани и чувани со особена грижа, љубов и почит
кон нашиот мајчин македонски јазик со цел да се зачува неговата автентичност и традиција.